Почнувајќи од денес и следните 2 дена во Охрид се одвива финалната планирачка конференција за големата НАТО вежба Северна Македонија 2021, која што ќе биде одржана на терените во околината на Струга и на Охрид. Нова вежба ќе учествуваат сите држави членки на НАТО, но и други делегации на други држави и на други меѓународни организации. На ова вежба која што треба да се одржи во септември, ќе се унапредува системот за управување со кризи, односно ќе се изведуваат повеќе различни активности како што е спасување на вода, спасување од планина, спасување, односно претраги спасување во урбана средина. Повеќе за самата вежба ќе каже доктор Урин Весели, кој што е раководител во Центарот за управување со кризи. Благодарам, директоре. Именно она што денеска го работиме е продолжение на подготовки за вежбата која што треба да се одржи во септември оваа година. Именно ние почнавме уште во 2019 околу подготовки и тогаш беше одржана иницијалната планирачка конференција која што се одржа во Брисел. Согласно условите, тоест COVID-19 пандемијата, ние бевме приморани да одложиме финалната планирачка конференција која што се одржува сега. Денес е првиот ден од 14 до 16 во Охрид, на која што треба да се подготват сите документи потребни за вежбата со новите услови, во услови на пандемија. Именно уште повеќе Република Северна Македонија се соочува и со прогласена кризна состојба ради мигрантската криза, а секако како и сите останати држави афектирани сме од COVID-19, што многу ги отежна условите за реализација на самата вежба, а всушност тоа е и најголемиот предизвик, и тоа е една од целите на вежбата, да како земја домаќин успешно покрај двете мигрантската криза и COVID-19 да видиме како би се справиле со вистинска криза и воедно и меѓународната димензија, тоест во делот на примање на помош и сите тимови да бидат ставени во употреба. Главни цели на вежбата се покрај задачата како земја домаќин да покажеме дека имаме капацитет да организираме вежба и успешно да спроведеме истата. Вториот дел е во делот на дигитализација на системот за управување со кризи. Тоа е еден проект кој што е при крај и ова ќе биде одлична можност да Република Северна Македонија, сите институции кои што се дел од системот за управување со кризи работат дигитално, употребувајќи го Next Generation Incident Command System, значи нова генерација на Incident Command System, една моќна алатка која што овозможува командување и координација на сите институции кои што се дел од системот за управување со кризи. И третиот дел секако и многу битен за нас како земја домаќин е да ја видиме оперативноста на сите капацитети во државата и согласно капацитетите кои што ќе бидат покажани, да видиме во кој правец треба да се врши, треба да се пристапи кон, што и директорот го спомна, кон градење на нова институција или реорганизација на системот за управување со кризи. Затоа вежба представува одлична можност за тестирање на сите национални капацитети, а секако меѓународната димензија, тоест компатибилноста со НАТО структурите ќе биде одличен тест да видиме како и во кој правец ќе се движиме во иднина. Инаку денеска на финалната планирачка конференција учествуваат сите земји членки на НАТО, PFP или Partnership за мир, имаме и од Медитеранскиот договор држави, или вкупно 43 држави учесници, вклучувајќи ги и меѓународните организации како што се Обединетите нации и Меѓународната федерација на Црвениот крст. Очекуваме и активно учество на самата вежба од повеќе агенции од Обединетите нации, кои што се дел од системот, кај што НАТО соработуваат со истите. Благодарам. Благодарам, Мури. Благодарам, директоре. За добрата организација. Ајде да се позначи меѓу НАТО.